Здрав сите, доробате во јубилејната 150-та епизода на Risker Network. За 2-3 месеци од сега ќе правиме 3 години како што сме на овој канал. Па затоа денеска во овој епизод се потрудувам да ги дадам моите ставови, моите емоции на некој начин и ќе пробам да објаснам се што правевме до сега. Значи така, кога поминаа 3 години? Јас во 2021 година кога почнав да работам во ова моје мало студио со тие да речеме едноставни видеа кои што ги избацувам на почетокот, тогаш не може да замислам дека за 3 години ќе седам на ова столче и ќе снимам 150-та епизода. Како помина време, морам да кажам дека сум зачуден и дека морам да признам дека мојата YouTube кариера помина многу брзо. Како што кажа, за 2 месеци ќе направам 3 години, а аз буквално се чувствувам како вчера да почнав да работам на Risker Network и да снимам видеа. Значи така во овој епизод ќе се потрудам да кажам се што треба да кажам за мојот канал. Значи така, како Risker Network, јас почнав со една да речам цврста идеја дека што и да се случи, јас нема да престанам да снимам барем во скората иднина од тогаш, нели. Но како што знаете, 3 години помина, јас се уште на секој да се откажам. Значи како што кажав во 50-та јубилејна епизода, јас си поставив како да речеме една цел, а тоа беше дека колку и да бидат лоши епизодите, тоа нема да ми утица нели на снимањето, затоа што си реков дека ова снимањето на YouTube мене ми е како хоби, а не како професионална задача. И затоа нели како што можете да видите, јас толку многу сезони епизоди снимив и не се откажав од мојата цел, нели да го работам она што сакам, а не нешто што нели би било екстремно и на некој начин можеби би било како да сум присилен да го работам тоа. Значи така, како што можете да забележите во претходната сезона, односно топ 5 факти, тоа беше еден нов серијал каде што нели прва сезона тој серијал каде што јас нели почнав да правам нешто ново, нешто поразлично од тоа што беше во методот на Risker. Значи во таа сезона првпат почнав да користам мултимедија во моите видеа. Значи јас зборев само преку VoiceOver, нели ако сте гледале видеата знаете за што зборам. И во таа епизода јас решив малку да го сменам начинот на кој што нели го правам контентот и да го правам стрикно преку мултимедија. Нели нема сите сезони така да бидат. Ова беше повеќе како проба да речеме, но јас сум доста задоволен од да речеме од успешноста на тие видеа. Како што кажам, нели јас секогаш пробувам да менувам и да не биде све истиот контент како што правев на почетокот, нели, затоа што нели на почетокот јас сакам да овој канал да биде стрикно true crime канал, односно да обработувам ладни, односно cold cases како што се кажа оригинално, ладни нерешени случаи на убиства, киднапирања, кражби и такви работи. Но подоцна нели јас како што напредував со моите видеа и со да речеме мојот перформанс, сватив дека не може да избацувам само такви видеа и ќе биде многу монотон мојот канал ако избацувам видеа од само еден контент. Затоа нели како што знаете, јас пробав и со далетија страф и со географските видеа и со видеата за јазици how to say something in many languages, нели како да кажеш нешто во многу јазици, и морам да се пофалам дека тие видеа и ми се најуспешни кога станува збор за гледаност. Така значи морав да сменам и нели не само што морав, туку јас нели како што кажа во одреден период од мојата кариера сватив дека морам да пробувам да избацувам различен контент. Значи така, морам да речеме морам да кажам дека сум многу задоволен од топ 5 видеата. Ги избацивме 6 нели во текот на март и април, но сум задоволен од нив. Исто така морам да кажам дека се запознав со многу работи додека ги работев тие видеа, многу интересни факти кои што нели можеби на некој не му се интересни, но јас ги најдов доста интересни, затоа реков нели да направам такви видеа. Друго што можеме да кажеме е дека јас како хост на Risker морам да се заблагодарам на моите другари кои што со текот на годините многу ми помогнаа кога се однесува до снимањето. Нели они ми се најдоа во пресен многу пати, затоа морам нели да исполнали во видео и да им се заблагодарам. Така, значи, друго што можеме да кажеме е тоа што за 2 месеци од сега ќе направам едно клипче, да речеме, едно многу интересно клипче, каде што ќе направам како ретроспектива на сите епизоди до се што сме ги правеле. Тоа нели ќе излезе на 20 јули, кога баш нели на тој ден ќе правиме 3 години. Друго што сакам да кажам е дека од следниот вторник доаѓа трета сезона од Мистериозните папки, каде што разгледуваме најразлични мистерии кои што го предавам вниманието на јавноста и мене нели ме оставија без збор, што се вели, нели. Многу ги обожавам нели тие мистерии кои што сами по себе не можат да се решат
без да влеземе нели малку подлабоко во нив и да ги разгледаме сите факти што има во тој случај и да дадеме некои нормални теории, но и некои не толку нормални теории со кои што нели ќе понудиме решение за тоа што се случило, што е таа мистерија и така натаму. Значи така, мислам дека сега можеме слободно да се одјавиме од ова видео. Кажав, мислам дека се што требаше да кажам. Јас сум многу задоволен од мојот канал. Знам дека постојат многу луѓе кои што нели така острана кога ќе го видат мојот канал, велат дека јас не сум успешен, но јас како што кажав и преска и многу пати пред тоа, јас го правам како хоби и мене не ме интересира многу прегледите таквите работи или лајковите на видеото. Јас го правам ова од свој ќеф што се вели. И така, значи тоа е. Значи кога започнав каналот, сакав да многу ми беа интересни тие true crime cases, односно тие нерешени злосторства и реков мора да направам како свој канал каде што ќе јас како водител на епизоди ќе пробувам да ги истражам тие случаи. Нели тоа како што знаете тоа го правев нели од удобноста на мојата соба и колку што може највеќе толку истражував за случаите, колку што може повеќе ставав содржива и така натаму. Сега можам да кажам дека се гледаме за 4-5 дена од сега со премиерата на третата сезона од Мистериозните папки. Се гледаме.